Благодарам. Бев уверен и му кажав на Мицевски изутринава дека вас прв ке ве натераат да се јавите за збор, бидејќи елементарно ке бараа некој што нема никакво чувство за срам и култура, па да излезе тука кога председател на неговата партија е Венко Филипче, кој што успеа оваа држава да ја донесе до ниво да бидеме први во Европа по смртност во корона кризата, кога се собираа донации од синдикатите за маски или кога оние траорни призори по 40-50 до саат и пол колони долги на границите на нашите граѓани кога одеа да се вакцинираат во соседството, затоа што кога требаше тој криминалец да донесе вакцини, правеше тендери и формираше одредени фирми кои што требаше да донесат вакцини тука, а нив им беше поважна провизијата со оној за кој што заедно во Дубај сега пеат и слават на српски турбо фолк пејачи. А особено е дно, и мене лично ми е срам, ама затоа кажав ке најдат некој што нема срам, да зборува за некоја трагедија кога истиот тој членува во партија во чија што председател сега го нема тука, бега, заради тоа што кукавица и криминалец нема образ да се соочи со фактите кои што го направило неговото министерување и да излезе пред овој народ и да каже зошто набавуваше модуларни клиники и тоа во спецификацијата немаше никаква заштита против пожар и дозволи 14 луѓе живи да изгорат заради тоа што истиот тој во спецификацијата што ја правел, за која што немало огласи, за која што ја склучувал во 4 очи, барал да се намесат панели кои што биле направени од пурпена. И сега излага тука и беседи и кажува за некоја трагедија дека некој бегал од нешто, а истиот тој заборава да каже дека тие 14 модуларни клиники ургентно му беа платени на тој кој што го доби тендерот повторно без јавен оглас и во 4 очи. Никакво чувство на срам и тука се доаѓа и се беседи и се обидува да се критикува човек за кој што истиот кој што до сега беседеше гласал на 2 наврата. Еве го списокот. Еве го списокот. И кога го критикувате некого или кога сакате овој народ да играте на кратко помнење дека не знае кој сте вие или што сте направиле вие за овој народ и кога сакате таа злоба што ја има во вас да ја истурите некому, а така да се обидете да се амнестирате од одговорност, да знаете дека токму заради тоа навредување и вие кои што тука на еден циркузант кој што сега е избеган од државава, му се тресевте и правевте како до сега и му аплаудиравте тука на Ковачевски кој што го бранеше, тој што играше фудбал и баскет во собранието, вие на некого ќе делите памет. Вие на некого кажувате што седите тука 18 со 150.000 гласа. За се тоа што го зборите, уште неколку месеци до соочувањето. И јас ќе бидам првиот што тебе лично ќе те потсетам тука на резултатот од Прилеп и ќе те прашам, па нели беше поинако од тоа што ти го кажуваш? Благодарам. За контрареплика е пријавен претенекот Милета Лески. Повелете.